Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ канал ВИС, а мој вечерашен гостин е археолог кустос Зоран Рујак. За Македонија се вели дека е мало парче земја, но каде и да копнете има историја, има долга традиција на цивилизација и култура. За југоисточниот дел на оваа земја ќе поспоруваме токму со мојот вечерашен гостин, господин Рујак. Добра вечер, добре дојдовте во визави. Добра вечер, секогаш ми е пријатно кога гостувам во вашата емисија. Драго ми е што имаме можност да позборуваме за дел од вашиот професионален ангажман, она што го правите како археолог кустос во Завод и музеј Струмица. Меѓутоа, посебен интерес вечерва ми е оваа проектот Наколна населба, кој што имаше можност пред неколку дена да биде промовиран и за кој што зборувавме како иден проект за она што може да се направи на платформите во Дојранското езеро. Меѓутоа, истражувањата почнаа одамна, пред 9 години од прилика, и може ли да се вратиме наназад како всушност се дојде до истражување во Дојранското езеро? Да, знаете, ова е еден можам слободно да кажем, еден од моите најинтересни локалитети, моите најинтересни искуства со истражувањата кои што воопшто досега во мојата археолошка практика сум ги имал. Имено се работи за еден локалитет во Дојранското езеро, кој што денес се наоѓа во Дојранското езеро, пред 9 години се наоѓаше на брегот од Дојранското езеро. Знаете, во меѓувреме водите на Дојранското езеро се покачија за околу 2-2,5 метри од прилика. Така да овој локалитет сега е внатре и да бидам искрен, оваа година кога паднаа малце водите се понадевав дека ќе имаме повторно можност во наредните години да продолжиме со истражувањето, меѓутоа ќе видиме што ќе се случува понатаму. Значи така пред едно 9 години, точно 2012 година, се наоѓавме на симпозиум во Дојран. Археолозите од Македонија има симпозиум во Дојран и во тој момент, додека бевме на симпозиумот, правевме прошетки. И јас така, како дете имав прилика да бидам на тој дел војната плажа од Мардаја, да поминам 3 месеци на тоа место и ми беше интересно да отидеме до тоа место, да видиме што се случува нормално. А претходно имавме одредени информации дека војните власти нешто работат, односно имаше градежни работи со цел да се прошири плажата, да можат војните семејствата и војните лица да се одмараат таму, да имат пристап до Дојранското езеро. И кога отидовме таму видовме големи багери машини кои што не работеа повеќе, меѓутоа под разговор со тамошните луѓето кои што беа таму, дознавме дека веќе 2 месеца работат на тоа подрачје и со самиот увид површински на плажата видовме дека многу материјал е извадено. Знаете, имаше меѓу нив и колци од објектите, имаше многу керамика, многу други работи. Веднаш пристапивме кон собирање на тој материјал, затоа што ние како Завод и музеј сме надлежни на тоа подрачје. И со тогашниот директор на управата за заштита на културно наследство господин Паско Кузман направивме една стратегија кој што имено беше на тој симпозиум. Отидовме и видовме што е таму. Буквално се раштркавме ни археолозите од симпозиумот на секаде и прибиравме материјал површински. И истата година одлучивме да почнеме со истражувањата. Така, тоа беше октомври месец, а ние почнавме во ноември и во декември истражувавме 2012. Буквално бевме во ледот. Во ледот. Поитна постапка. Па, поитна постапка и што е најинтересно, времето беше променливо. Имавме и снег, имавме и студено време, имавме и добро време. Знаете, во еден момент, во декември месец се случи 22-23 степена. Во Дојранското езеро е топло, знаете. На некој начин не дозволува многу студени денови. Па ете така имавме една прекрасна прилика да ги започнеме истражувањата токму во тој период. Колку време интензивно се истражуваше, колку траеше, колку години и потоа ќе позборуваме за тоа што се излезе од таму. Да, знаете, прв пат, како што рековме, почнавме во текот на ноември и декември 2012 година. Буквално копавме еден тим составен исклучиво од археолози.
исклучиво од археолози и како археолози бевме таму кои што работевме, копавме ни 2 сонди, огромни сонди, ги направивме. Зошто исклучиво археолози? Беше специфично ли, затоа што пракса ли е? периодот и времето и се стана некако ад хок, а и сите бевме заинтересирани веднаш да започнеме со Тоа истражувањето. значи дека ваши колеги од други музеи беа вклучени? Да, од музеј Гевгелија и нашиот музеј во Струмица и неколку колеги кои што не се вработени како археолози, меѓутоа се археолози. И едноставно почнавме со тие истражувања, со тогашна голема подршка на градоначалникот на општина Дојран, господинот Чабулев, кој што буквално човекот не излезе во пресред во сите наши барања кои што ги побаравме. И исто така морам да го споменам и АРМ кој што ни помогна со сместување во војните кампови. Луѓето кои што беа таму ни беа услужни, буквално ни помага во сите наши настојувања да што повеќе да истражиме. И практично истражувавме до крајот на декември, до 31 декември. И да бидам искрен, тие резултати кои што ги добивме таму беа исклучителни. Навистина исклучителни. Видовме дека, за жал, видовме и дека голем дел од населбата е уништен. Видовме дека со багерите е направена непоправлива штета. Меѓутоа, еден дел кој што остана на брегот и кој што практично ние го истражувавме, даде многу интересни резултати кои што се однесуваат пред се на динамиката на таа населба, како била поставена, нејзината поставеност, диспозицијата на колците од објектите и материјалот кој што беше пребогат. Буквално немаше квадратен сантиметар кај што не копнавме да немаше некаков материјал. Во 2013 и 2014 дали продолжи истражувањето? Со кој интензитет? Да, наредните години, поготово 2013 година, почнавме и со добри средства, мора тоа да го признам, затоа што на сите ни беше некако интересно што се случува. Знаете, тоа е прв пат после Охридското езеро, кај што се појавија неколку насоби, наколни насоби од различни периоди. Имаме и во самиот Охрид една таква, потоа она најпознатата, во заливот на Коските, нели, кој што денес е и музеј на отворено, музеј на вода. Имаме една друга населба Врбник, која во последно време многу се истражува. И ова беше првата населба надвор од Охридското езеро. И имаме една интересна приказна во врска со сето тоа. Знаете, Херодот, таткото на историјата, нели, во 5 век пред нашата ера, ги опишува овие краишта и вели дека овде живееле така наречените слободни пајони. И покрај другите населби кои што ги имале раштркани низ земјава, поменува за така наречените слободни пајони кои што живееле во водите на Прасијатското езеро, под планината Орбелос. Ние знаеме дека планината Орбелос е беласица. И, како да ви кажам, мислам, некако ни се вклопи таа приказна. Вика, живееле во водите на Прасијатското езеро, во наколни населби и речиси никогаш не се симнувале на брегот. Цело време живееле таму, живееле во тие колиби кои што биле нели поставени на колци, на платформи. Имале кајчиња со кои што шетале низ езерото, ловеле риба и такви работи. И вика дури дека толку многу риба имало во тоа езеро, тој ги наведува по име како се нарекуваат тие риби, што козите и овците ги ранеле со риба, знаете, што е доста чудно. И вели дека секој од жителите, машките жители кои што живееле во тие наколни населби, кога се женел, морал да донесе нови колци од планината Орбелос и да постави нови платформи каде што ќе има нови живеалишта, а вика такви биле слободни пајоните, па се женеле повеќе пати. Така да имали повеќе жени. Дури децата вика ги врзувале да не им паднат долу во езерото, што значи дека биле длабоко во водите на езерото. Па некако таа приказна тргна како некој почетен импулс во целата таа работа околу истражувањата. Прво помисливме дека е наколната населба токму од овој период, нели? Меѓутоа, кога го видевме материјал, бевме сигурни дека се работи за многу поран период. Нормално тоа е преодот помеѓу бронзеното и железното време, некаде пред околу 3300 години, отприлика од денес, односно меѓу
1200, 1300, 1100 година, 1000 година. Тоа имаме тука одредени сомневања, некои материјали се појавуваат интересни, кои што малце ја поместуваат таа граница до 1000 година пред нашата ера. И така, велам, наредната година 2013 почнавме со истражувањата, со поголеми средства, започнавме на поголема исто екипа, составена од Музеј Гевгелија и нашава институција, инаку материјалот, морам да кажем, дека е во Музеј Гевгелија, затоа што тие се надлежни на таа територија. Ние настапувавме како завод со заштитни археолошки истражувања, меѓутоа материјалот го предадовме таму и тој материјал се обработува, се чисти, се средува. Јас се надевам дека во скоро време ќе успееме да направиме една убава изложба со сите оние приказни кои што се поврзани што со истражувањата, што со самото време. И тогаш истраживме 2013 неколку сонди, по право истраживме некаде околу 100 метра квадратни. Материјалот беше уште поисточитен, уште поинтересен. Меѓу другото, почнавме многу метални предмети да наоѓаме, што беше новина за нас како археолози. Предмети, например, како јадици, предмети како секирки, предмети како ношчиња, дури и ношчиња со кои што се чистела рибата. И што е куриозитет, во тоа време пронајдовме еден предмет кој што е вака неугледен, може би неинтересен, речи се секојдневно ги среќаваме, еден мал предмет во вид на шајка, направен од железо. Знаете, се работи за бронзено време, односно преодниот период меѓу железото. Железото во тој период е ефемерно, едноставно не се наоѓа, знаете, толку. Иако се нарекува железно време, железото помаслено ќе се користи дури од преодот меѓу вториот и првиот милениум пред нашата ера. А ова некако ни влезе многу порано, што докажува дека металурзите кои што ги познавале тие процеси на производство на железо биле присутни таму на некој начин. Како бевте сигурни дека станува збор за населба, а не да речеме на мандри кои што може би биле користени за ловење на риба, па имале одредени предмети кои што им користеле, да се прихранат додека се таму долги ноќи рибарат и така натаму. Која е разликата? Што ве насочи кон тоа дека станува збор всушност за живеалиште? Да, знаете, постои така наречена археолошка методологија, која што нам не опатува на одредени секвенци од животот на таа населба или тоа место, кое што да кажеме, се битни за нас да дојдеме до одредени заклучоци, знаете. Таа методологија беше применета при истражувањето и нормално сето она што се појави. Се појавија 61 колец во рамките на сондите кои што ги истражувавме. Вкупно се истражи површина од 300 метри квадратни. И знаете, 61 колец во споредба со она што го има во Охрид, каде што колците се набиени еден до друг практично, е речиси ништо. На таква површина во Охрид има стотици и стотици колци. Меѓутоа, кај нас беше ситуацијата поразлична. Што значи тоа? Дека нашите објекти биле поставувани на платформи. Значи, секој објект има своја засебна платформа, односно, како да кажеме, да илустрираме еден мал двор околу него, исто така на колци. А објектите помеѓу себе комуницирале, односно, биле поврзани со мовчиња. Значи, мали мостови кои што биле поставени од објект до објект. Точно ги пронајдовме елементите од мовчињата кои што служеле за комуникација помеѓу два објекта. Значи, секој објект засебен. Она што паднало од објектите, значи кога објектите веќе не биле во функција, што останало како остаток од тие објекти, укажуваше на тоа дека внатре во објектите имало термални постројки, односно печки. Знаете, за едно живеалиште да биде функционално, да се живее подолго време, мора да има печка да се загрева. Не само такви печки, туку и портабл печки, односно покретни печки, кои што се доста интересни, токму се врзуваат за тој период и кои што низ целото повардарие практично ги следиме низ одредени населби, овде беа речиси во исклучителен број. Речиси секој објект кој што го пронајдовме имаше по неколку такви печки. На што наликува? Како изгледале? Од што биле направени? Керамички. Тоа се керамички печки од прилика некаде околу
пола метар високи, а горе имаат реципиент како тенџерињата денес, значи кај што може да се загрева вода, да се готви одредено јадење, нели? А долу се отворени и долу се става јагнот, односно дрвјата со кои што, нели, кои што горат и практично ем го загреваат, ем го готват ручекот. Знаете, тоа се буквално работи кои што се измислени тогаш, а мислам дека и денес има нешто слично вака низ одредени култури низ светот кои што на сличен речиси, сличен начин го припремат јадењето и готват поготово во такви места каде што се зафрлени некаде во некои далеки предели. И што е интересно исто така, пронајдовме многу култни објекти, односно предмети, кои што немаат јасна намена, меѓу нив еден доста интересна скулптура, можем слободно да ја наречам, со рогови кои што има одредени символи на таа скулптура и кои што се врзува за тој егејскиот дел на одредени култови. Сметаме дека се работи за тие така наречени консекративни рогови, што значи консекративни, да објаснам, значи верски или култни, знаете, култни рогови кои што се појавуваат уште во микенската цивилизација. Впрочем, не микенската, уште длабока преисторија, неолитот. Тие луѓе почитувале одредени култови и најверојатно еден од тие објекти им служели како светилиште. Значи, успеавме, мислам дека сме на трага на еден од тие објекти да бил и светилиште за цела таа населба. Знаете, и денес имаме светилиште, цркви, имаме храмови, имало за време на Рим, на постарите епохи, а во тоа време имало светилиште. Многу е интересно тоа што овој делот на оѓелиштето се наоѓа на војниот камп, во просторот на војниот камп. Дали имаше иницијативи за други сондажни истражувања или можеби имате веќе сознание дали на друг дел од Дојранското езеро постоело нешто слично? Да, значи вака, имаме еден извештај. Упатуваат ли вакви некои податоци, насоки, пишани извори можеби? Некаде 70-тите години имаме еден извештај во еден весник дека на брегот на Дојранското езеро во близина на местноста Николич со градежни работи излегле неколку колци. Меѓутоа немаме понатамошни информации. Знаете, отидовме на тоа место, баравме, гледавме кај би можело да биде и позицијата е неверојатно добра за наколна населба. Знаете, дека постои можеби некоја вистина во таа приказна, меѓутоа површински немаше никакви наводи. Она што нам археолозите пред се ни значи, што не мора да значи дека немало, знаете. Наколната населба во водите на Дојранското езеро беше под наслаги од песок околу 1,30 сантиметри. Знаете, ова никогаш немаше ни археолозите да го пронајдеме, да не постојат тие градежни активности на војската кои што уништија добар дел од населбата, од друга страна направија добро што ете на тој начин дознавме дека на тоа место имаме наколна населба, праисториска наколна населба. Многу е тешко. Знаете, Дојран си има своји флуктуации, Дојран си има своји одредени циклични промени. Впрочем, исто така тие седиментни слоеви кои што ги плават, кои што ги покриваат практично долните слоеви, што се производ на движењето на водата, бранови и такви работи, тие едноставно го подигаат слојот, го пополнуваат долните слоеви и едноставно прават еден подебел слој кој што ги покрива старите населби, односно било какви објекти кои што паднале во водите на Дојранското езеро. Знаете, тоа е, како да ви кажам, еден процес, меѓутоа постои така наречени фитоиндиции. Фитоиндиции тоа се, значи, индиции по вегетацијата. Вегетацијата покажува одредени правилности. Знаете, ако погледате малце со дрон, ако се снима на тие подрачја или со Google Earth во последно време, ќе видите дека на одредени позиции постојат пополно правилни кружни структури направени од вегетација. Вегетацијата на одредени места расте побргу, кај се што има повеќе
каде што е повеќе плодна земјата, односно каде што имало траги на живот порано, а на одредени места послабо. Така да на неколку позиции во Дојра, не само во Николич, туку и Стар Дојра, местноста Мардаја и оној дел што поддржува кон Грција, има сигурно 10 такви населби. Речи си сум уверен дека постојат повеќе населби и дека оваа населба не била единствена и исклучителна. И мислам дека јас, за разлика од другите кои што се радуваат да се кренат водите на Дојранското езеро, јас се радувам да паднат од водите, знаете, затоа што ќе имаме повторно прилика да истражуваме. Да се копне уште малку во историјата на Дојран. Многу копање, да. Што се однесува до овие живеалишта, може ли да се извлече некој заеднички заклучок за животот во Македонија на околните населби? Што е заедничката карактеристика? Ова е одлично прашање. Знаете, зашто луѓето граделе воопшто населби во водата? Ова е специфично време. Конкретно бронзеното време доаѓа до еден период кој што се нарекува во археологијата, во историјата, големи егејски преселби. Започнуваат некаде околу 1200 година пред нашата ера и траат до 1000 година. Но 200 години имаме време исполнето со насилства, со војни, со грабежи, со немирно, нестабилно време. Впрочем, во тоа време се случува Тројанската војна, нели? Знаеме дека нашите пајони, криволаките пајонци на Пираихме, кои што ги води, биле сојузници на тројанците, не биле сојузници на мирмедонците, односно спартанците, односно ахајците или грците, да ги наречеме. Значи, тие биле нивни сојузници на тројанците. Се случувале војни во тоа време. Се случувале војни, а луѓето кои што ги извршиле овие поместувања се наоѓале некаде северно од реката Дунав. Една култура која што е позната како Гава култура, да не навлегувам подлабоко, не е толку битно. Меѓутоа, тие популации, тие народи, тие луѓе тргнале кон брегот на Егејскиот брег, тргнале кон тие богати населби. Знаете, во тоа време сме имале микенски цивилизации, сме имале на Егејскиот брег цутела една култура која што била доста богата, чии што траги, впрочем, ги следиме и на населбата во Дојран, на она наколна населба. И полека овие народи биле воинствени. Меѓутоа, како се чини, не знаеле да влегуваат во водите. Едноставно не влегувале воопшто во водите, не знаеле да прават чамци, не знаеле да се борат против некој кој што се наоѓа во води. Значи, најверојатно биле конјаници и коњите исто така не сакаат да влегуваат во вода, така да луѓето кои што изградиле таа населба биле сигурни. Барем во еден добар дел од нивниот живот. Меѓутоа, кон крајот на тој период, крајот на населбата, за жал, бил ја снашувана судбина на останатите населби во Егејскиот брег кои што биле запалени, така да најверојатно на крајот дошле некои кои што знаеле како да ги обседнуваат, да ги заземаат овие наколни населби, затоа што пронајдовме една секирка, така наречена келт, кој што не припаѓа на населбата. Знаете, тоа е нешто сосема друго. Тоа е од некои други народи кои што дошле овде. Имено, тие народи ги посведочивме на Цареви кули, кај што пронајдовме еден хоризонт од тие луѓе, и не само на Цареви кули, на неколку други локалитети, по Вардарието исто така е полно. Скоро пред 2-3 години работевме на Тополничка река во подножјето на рудникот Бучим, кај што исто така пронајдовме металуршки центар од тие луѓе, кои што овде правеле одредени алатки, оружје и со нив тргнувале понатаму во освојување на градовите, односно населбите на Егејскиот брег. Па ете, на тој начин практично страдала и нашата населба, некаде околу 1000 година пред нашата ера. Во Нов Дојран, сведоштвата на локалните жители велат дека кога ги, во, да речеме, 50-тите, 40-тите години на минатиот век, кога ги граделе своите живеалишта, речиси во секој двор наоѓале по некаков археолошки предмет, едноставно индиции дека има таму локалитет. Се пронајде пред неколку години исто така некропола во црквата Свети Илија. Што се крие тоа подрачје? Имате ли индиции за понатамошни можеби истражување на дојранскиот дел? Да, Дојран е
морам слободно да кажем, една од побогатите територии на нашава земја со археолошки наоди, локалитети. Дојран со својата специфична положба од секогаш го привлекува вниманието на луѓето и тука настанувале и се гаселе населби, градови, култури. Последната нормално е она од Првата светска војна, кога Дојран ќе страда непоправливо, значи буквално ќе биде срамнет со земјата. А населението од Стар Дојран, кога се преселило во Нов Дојран, почнало да гради своја населба на денешните Нов Дојран, токму на една римска населба, знаете, една римска населба која што повеќето колеги ја нарекуваат, мислат дека се работи за Таурисиум, Тауријана, кој што е споменат во Поинтингеровата карта на римски градови во 1, 2, 3 век. Знаете, овој локалитет, односно целиот Нов Дојран е локалитет. Целиот Нов Дојран буквално нема каде што човек да копне, а да не се појави некој локалитет. Така во рамките на школото, например, базилика. Ранохристијанска базилика со мозаици. Во старото училиште што е изгореното? Да. Кај што е црквата. Црквата се наоѓа на голема тумбарга Свети Ѓорги. На ритка. Мислиме, да, на една ритка, која што најверојатно е вештачки, најверојатно се работи за некој поголем тумул. Најверојатно на некој од племството кој што живееле во тоа време. Ни самиот Дојран, буквално на секој чекор имаме некои остатоци од објекти направени од мермер, што значи дека населбата била доста не само голема, туку и богата, знаете. Вакви објекти се наоѓаат на позиции каде што римската популација, односно популацијата од Македонија практично имала своји поседи и имала своји изанаечиски центри. Знаете, ова е едно комплексно прашање кое што бара малце повеќе време, а меѓутоа пак ќе речам населбата во Дојран била една од побогатите. Некои истражувања при искупување на водовод во Дојран, тоа колегите од Гевгелија го имат работено, пронајдоа неколку гробови кои што беа исклучително богати, знаете, со наоди, што значи дека населението било доста богато. Има ли разлика помеѓу просторот на Стари Нов Дојран? Дали тоа тие, например, овој римски град бил и на таа територија или само на Нов Дојран? Само на Нов Дојран. Само на Нов Дојран. Стар Дојран практично неверојатно настанал некаде во средновековието. Сите остатоци кои што ги пронајдовме тамо, почнувајќи од истражувањето на црквата, со оние гробови, 2009-2010 вршавме искупување, во самата црква покажа дека првите најстарите објекти на тоа подрачје биле некаде од 11-12 век, неверојатно. И практично постоела црква на истото место од тоа време, која што била подоцна срушена и изградена ова во 19 век. Меѓутоа, остатоци од фреско живопис, од гробови, монети и такви други работи, пронаоѓавме речиси на секое место покрај гробовите кои што беа од подоснежни периоди, 15, 16, 17. Можно ли е истражување, например, училиштето во Дојран во моментов, во Нов Дојран, старото училиште, е напуштен објект. Можно ли се идни истражувања тамо? Да. Имало ли такви идеи, предлози? Ние дефинитивно сакаме да го... Нашиот фокус е на Дојран. Нашава институција има голем фокус на Дојран. Во меѓувреме, еве гледате, се работат едни конзерваторски работи на Дојран. Се исконзервира повторно саат кулата и се вознови делумно. Потоа на мамот во Дојран, кој што исто така кој истражувавме 2010-2011 година. И овде, практично на овие позиции, денес се изврши конзервација и делна реставрација. И што е битно за Дојран, за оние истражувања се поврзани со одредени работи кои што би требало пред се да се однесуваат не само за нашава институција, туку за музеј Гевгелија, кои што се надлежни како музеј, ние сме како завод. Ако постојат одредени проблеми што се однесува до заштита на овие објекти, тогаш ние настапуваме.
Музеј Гевгелија работат, имат одредени проекти, се надам дека понатаму во годините што следат и тие ќе обрнат поголемо внимание на Дојран, па ќе успееме да ги фатиме сите тие постари објекти пред се рано-христијанската базилика, кој што е истражувано некаде 50-тите и 60-тите години, знаете, од минатиот век. За жал, многу малку е истражувано, многу малку се појави, меѓутоа се појави еден прекрасен мозаик кој што е исклучителен, кој што го нема во Македонија. Можеме слободно да го поврзаме со Стоби, со они убави мозаици, или како и во Валандово, впрочем, еден мозаик кој што веќе години наназад се истражува на Стакина чешма. Така да Дојран би требало да остане во фокусот и мислам дека со некои проекти што ги правиме, мислам дека ние од време на време го задржуваме правото да дадеме некоја нова содржина. Што би значил Музеот на вода? Тој идеен проект кој што се промовираше за Дојран, меѓутоа еве и за идните археолози, еден опиплив објект кој што ќе упатува на животот на тоа што се случувало на ова подрачје. Знаете, тоа е токму тоа што го зборував досега, дека фокусот треба да остане на Дојран. А фокусот на Дојран ќе остане на тој начин што ние ќе дадеме предлози за некои нови содржини. Знаете, Дојран е прекрасно место, има одредени содржини, меѓутоа овие содржини треба да се збогатат со многу повеќе настани, многу повеќе идеи, не само од жив карактер како што се концерти, нели, туку и од ваков едукативен карактер кој што би може да ги имат овие музеи на отворено, така наречени, по нашиот пример музеј на вода. Музеот на вода излезе како една идеја, произлезе како идеја од оние истражувањата. Знаете, 2018 година го поднесовме како проект на Министерството за култура. И овој проект пронатаму продолжи да се развива, со тоа што колегите Александра Цицимов и Славица Тасева се приклучија кон овој проект. Понатаму и колешката од Археолошки музеј од Скопје, Елена Канзурова, која што беше задолжена за некои други работи. И што е поентата на цела работа? Значи, врз основа на она што го пронајдовме, мислевме да го пресликаме, да го транслатираме во стариот дел на Дојран, во Стар Дојран, значи, во водите на езерото, во една мала увала, која што порано се наоѓале војните чамци биле таму врзувани. И на ова подрачје планиравме да направиме еден мал музеј, една мала зграда за музејска и 4 објекта внатре во езерото. Тоа е она што ни беше како идеја през основа на истражување. Во музејот требаше да најдат место, предметите кои што ги пронајдовме, значи од истражувањата, со едукативни банери, постери, одредени брошури кои што ќе го воведат секој посетител на тој музеј. А од друга страна, на лице место, секој кој што ќе го посети тој музеј на вода, односно ќе влезе во тие објекти, ќе имаше прилика да се врати 3000 години наназад, знаете. Ништо подобро од тоа да влегуваш и да го доживееш периодот кој што го снема пред 3000 години, знаете. Плюс една многу битна работа, покрај овие 4 објекти кои што планиравме да ги направиме во водите на езерото, понатамошните планови беа да ги споиме со оние техники на ловење на риби кои што се единствени во светот, односно со мандрите, понатаму да се направи уште една колиба, една мандра, со сите оние делови кои што се битни за лов на изловување на рибата со корморани, така да ќе направиме спој помеѓу минатото и сегашност. И мислам дека било кој од страна немаше да примети некоја голема разлика. Знаете, тоа е она поентата дека 3000, може и повеќе години, затоа што претпоставуваме дека веројатно постои постари населби, па дури моите идеи се дека постоеле населби уште од мезолитското време, што е некои 7-8 илјади години.
дека на едно место имаме зачувано една култура. Знаете, оваа култура не е од денес, оваа култура не е од новодојденци, оваа култура е од луѓе кои што илјадници години живеат на една. Само се надградува и Само усовршува. се надградува и се добиват некои нови содржини буквално на тој начин. И опиплива ли е, опиплив ли е тој проект? Може ли да се реализира, освен што се потребни многу средства? Колку време би било потребно за да се изведе се тоа? Да, знаете, овој проект, кога влеговме во овој проект, имавме одредени искуства веќе со проектот на колната населба во водите на Охридското езеро, значи во заливот на Коските. Меѓутоа, нашата населба, нашите објекти кои што се 4 не сличеше многу на тие во водите на Охридското езеро и затоа тргнавме малце да видиме какви се искуствата на останатите колеги кои што направиле такви музеи на отворено. Меѓу другото бевме и во Грција, бевме на локалитетот Диспилио, каде што имаме неолитска населба, постара од нашата за околу 3000 години прилика. Меѓутоа кој што имаше идентични објекти, градени на платформи, таму прибравме одредени искуства како да бидеме што поавтентични и почнавме со проектот. Знаете, почнавме и видовме дека нашиот проект и не би требало да чини кој знае колку, дека средствата може да се обезбедат со оние пристапните фондови, односно меѓугранична соработка, или така, во секој случај нешто кој што би малку би се вложило, а би дало многу повеќе. Затоа што мислам дека ваква населба може да стане бренд на Дојран. Знаете, планирана беше на местото каде што поминуваат речиси сите возила кај што поминува во нивниот пат кон Грција, да кажеме. Знаете, секој би застанал на ова подрачје и од чиста љубопитност би застанал да види што е тоа таму доле, а и сигурно добро би се поминал, затоа што вакви локалитети не постојат многу на Балканот. Еден од најинтересните каде што бевме, тоа беше и во Германија, отидовме во Германија, на Боденското езеро, во Унтерхулдинген, односно, локалитет кој што, замислете, постои од 1922 година. Значи пред 100 години. Локалитет кој што постои пред 100 години и кој што дојдовме во некој период, крајот на ноември, почетокот на декември, немаше посетители, бевме единствени посетители, имавме можност да влеземе и да се запознаеме со сите конструктивни работи. И така со неврзан муабет со колегите од Германија прашавме добро колку отприлика заработува овој музеј и се фативме за глава кога дознавме дека сумите се 3, 4, 5 милиони евра годишно, дека музејот заработува, што е неверојатна цифра, нели? Кој што би се генерирале големи средства и за одржување на музејот, но и за понатамошен развој. Така е, и понатамошен развој. Значи, што е поентата на тоа, на овој музеј на вода? Сметаме дека со подигањето на овој музеј на вода ќе се подигне и локалниот економски развој на општината. Знаете, покрај музејот, тука ќе има и други содржини, ќе застане некој турист, ќе оди во ресторан, ќе остане на ноќевања. Знаете, се во ова продуцира повеќе и повеќе туризам. За да привлечете луѓе од страна, мора да имате содржини. Без содржини, колку и да е убаво езерото, колку и да е ова лековито езеро, знаете, едно од најтоплите на Балканот, генерално и во светот, меѓутоа колку и да е убаво, тоа езеро не живее во октомври, ноември, декември, јануари, знаете, живее неколку месеци во текот на пролетта и летото. Овде ќе му се вниманието и фокусот ќе остане и понатаму, што за туристите, што за патниците кои што поминуваат низ ова подрачје, така да сметаме дека овој проект би бил полн погодок за развојот на туризмот во Дојран. Така. Да се надеваме дека наскоро ќе имаме и опиплив проект кој што ќе може да се реализира, па би позборувале можеби директно на Дојран што може таму да се изведе и како би изгледало. Да, се надевам дека тоа ќе се случи и тоа во многу скоро време, со тоа што гледам дека заложбите на локалните самоуправи во Дојран, во речиси сите наврати досега, беа
за реализација на овој проект. Средствата се проблем во моментов, меѓутоа пак ќе речем со еден поголем ангажман може да ги побараме и да ги најдеме во оние меѓународни проекти кои што Дојран ги има тие можности, поготово што е во близина со Грција, погранично подречје, и мислам дека понатаму Дојран во некое скоро време ќе бидеме сведоци за ваква еден интересен музеј на отворено. Ви благодарам многу за разговорот, за сите оние нови информации за публиката непознати кои што ги споделивте и се разбира што бевте гостин во Визави. Ви благодарам и вам и посакувам во понатамошна работа. Благодарам.